Почитуван подпредседателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред нас предлог на закон за данок на солидарност по скратена постапка овде во собранието. Ке се обидам да бидам концизен околу забелешките. Практично она што се согледува, како јас би ги поделил, имате три проблеми со овој закон. Првиот проблем е формалниот или процедуралниот, самото тоа што овој закон се наоѓа овде во Комисијата за европски прашања. Вториот проблем е суштински и ќе дојдам до него. И третиот проблем е проблем на доверба, односно станува збор за огромниот буџетски бунар кој што го создава владата на СДСМ и ДУИ, и ве жалам што вас како министер за финансии имате секојдневна обврска да го надмирувате јазот помеѓу ограничените ресурси и неограничената лакомост на владата на СДСМ и ДУИ. Тоа е тешка задача. Меѓутоа, да се вратам на првото, а тоа е на првиот проблем, односно формалниот проблем. Вие се повикувате на регулатива 2022/1854, што представува регулатива за итна интервенција во врска со високите цени на енергијата, и сами знаете, и ќе се обидам да искористам еден благ збор, меѓутоа со тоа што вие како министер за финансии се повикувате на оваа регулатива и доаѓате овде во Комисијата за европски прашања, навистина се извинувам, меѓутоа вие сте натрапник овде во Комисијата кога се повикувате на оваа регулатива. Не сте натрапник и добре дојдени сте во собрание, меѓутоа не на Комисијата за европски прашања. Зошто? И сами знаете која е целта на оваа регулатива, и колегите ви укажаа дека станува збор за итни, времени, исклучителни мерки кои што требаше да се превземат поради зголеменото ниво на цени на електрична енергија и на енергенси. Еве само за еден момент ќе ве потсетам од оваа регулатива, ако сте ја прочитале, а верувам дека сте ја прочитале, во ставот 19 во регулативата 2022/1854 вели вака: регулативата и законите кои што се донесуваат врз основа на оваа регулатива не треба да ги поткопаат powering и climate neutral economy. Не смеат да ги поткопаат во ниеден начин одлуките кои што се сочинети во powering и climate на одржлива економија. Што значи ова? Вие како економист добро сте запознаени со Лаферовата крива, она за кое што се повикав, односно што го содржи самата регулатива, дека не смеат да бидат подкопани 38-те препораки кои што се даваат со другата резолуција, повикуваат дека со имплементација на овие договори практично не смеете да ги подкопате. Знаејќи ја Лаферовата крива, која што вели дека колку повеќе пари се земаат од бизнисот, толку повеќе ќе се бара начин или да се пренасочат инвестициите, меѓутоа ќе има и помалку инвестиции. Што правиме доколку со вашите мерки од овој закон, кој што го нарекувате солидарен закон, имате импликации каде што дел од компаниите ќе се откажат од инвестиции кои што се наведени во другата регулатива, за која што јасно е наведено дека не смее да биде подкопана. Практично се доведувате во еден законски луп, со што практично и признавате на целата јавност и на европската јавност дека во Македонија се злоупотребува процесот на европско знаменце, или да ви кажам сликовито, ако вие тоа го разбирате подобро затоа што доаѓате од финансиите, вашето присуство на Комисијата за европски прашања и означувањето на данокот на предлог закон за данок на солидарност со европско знаменце е исто како фиктивна фактура која што една компанија и ја пушта на друга компанија која што воопшто не може да и се најде трагот, или еве да бидам уште поблизок со примерот, е исто како потеклото на парите со кои внукот на Али Ахмети купува трговски центри во Соравија, односно еден луп каде што не може да се дојде до изворот на парите. Така, на овој начин, повикувајќи се на оваа регулатива, не можеме да дојдеме до значењето и до суштината што
ние усогласуваме практично со регулативата на Европската Унија. Единствено што се знае дека вие треба со ова баре малку да го надмирите јазот кој што рековме се појавува помеѓу неограничените апетити на владата на СДСМ и ДУИ. И тоа е вториот проблем, суштинскиот проблем за кој што зборувавме, а тоа е сивата економија. И вие говоревте доволно за сивата економија, се повикувавте на бројки, се повикувавте на податоци. 6 години власт, што преземавте во поглед на сивата економија? Веќе имате јасни индикатори кои што ви укажуваат што се случува со сивата економија. Имате најниско ниво на даночни приходи по однос на бруто домашниот производ, просечно споредено со земјите од Европската Унија. Од друга страна, и тоа го зборувавме често од говорница, во Македонија имате ситуација дека имаме намалување на продуктивноста на работникот. Тоа е еден силен индикатор дека станува збор за сива економија. И како се борите вие против сивата економија? Единствено, она што треба да го направите, треба да ги елиминирате легалните дупки, треба да елиминирате корупцијата и на тој начин ќе имаме поуспешно справување со сивата економија. Меѓутоа, што да кажеме за борба со сивата економија во чие што држава директорот на управата за јавни приходи, замислете, е подпредседател на владеачка партија. Каде го има тоа во светот, кажете ми? И ве поддржувам кога се повикавте на членот 33 од Уставот, во кој што пишува дека секој треба да ги плаќа даноците, и во тој момент се сетив кој ви е директор на управата за јавни приходи и се сетив колку проекти до сега имате направено за сузбивање на сивата економија. Освен она што го најавивте, проектот за поврат на ДДВ, немате ниту една друга активна мерка и за жал имаме високи политичари, високи представници на политички партии, како што е заменик председател, кои што се наоѓаат на челото на управата за јавни приходи. Тоа за жал допринесува во Македонија да не можеме да излеземе од кривата која што ја создавате. И сега во интерес на времето би морал да преминам на третиот проблем, а тоа е третиот проблем или проблемот на доверба или даночен или буџетски бунар. Според она што сте го напишале во предлог текстот, вие велите преку плаќање на овој вид на данок, компаниите кои во услови на криза оствариле вишок профит пропорционално ќе придонесат за ублажување на последиците од кризата. Во истиот дух продолжува целото образложение и ќе кажете дека секој да учествува во намирувањето на јавните расходи во согласно со своите економски можности и на солидарен начин да придонесе за ублажувањето на последиците од ценовната и енергетска криза. На овој начин, со недокрај обмислен закон кој што се крие под една регулатива, за жал не создаваме ситуација секој да учествува во согласно со своите економски можности, затоа што видовте дека јавноста ја тресеа скандали за ново формирани компании, тоа особено кои што тргуваат со јаглен, кои што набавуваа вашите министри во време на криза, токму тие, односно компаниите основани 2022 ги изедовте и се иземени од овој данок на солидарност. Меѓутоа, останува довербата, ниската доверба, останува буџетскиот бунар, останува дека Македонија, водена од СДСМ и ДУИ, за жал, продуцира буџети кои што се наменети исклучително за финансирање на криминални и коруптивни текови, и тоа за жал е видливо. Рековме, корупцијата е мерлива, тоа за жал или за среќа, за жал е што постои, меѓутоа за среќа е видливо во сите извештаи и на Заводот за ревизија и во останатите извештаи каде што практично се видува злоупотреби и за ковид мерките, се видува јасни злоупотреби кога стануваше збори за финансирање на одредени компании со државна помош и спонзорирање со државна помош. Токму поради тоа постои овој трет проблем, а тоа е проблемот на доверба. Се додека имате високи владини функционери и нивни блиски роднини кои што влегуваат на пазарот на енергетскиот пазар и се финансирани од Фонд за иновации и технолошки развој или се финансирани со одлуки за финансиска помош донесени на владени седници, се до тогаш ќе немате доверба и ќе знаат дека овие зборови за солидарност
каде што секој пропорционално ќе придонесе се празни зборови кои што се наменети само исклучиво со една цел, верувам дека не ви е лесно, а тоа е во овие услови на криза и на ограничена економија да ги намирувате неограничените апетити на вашите на владата од која и вие сте дел на СДСМ и ДУИ. Меѓутоа сметав дека во целиот овој процес не требаше да падне жртва и Комисијата за европски прашања и не требаше да се жртвува постапката за усогласување на македонското законодавство со европското аки. Верувајте ми, уште еднаш ќе кажам, во оваа комисија, за жал, повикувајќи се на оваа регулатива, сте натрапник. Сакам секогаш сум за корисна дебата, меѓутоа не на оваа комисија. Ви благодарам.